Сега како правник, кои правни регулативи треба да се сменат за граѓаните полесно да доаѓаат до правда, односно обештетување во случаи кога имаме некакви злоупотреби од компании или други страни? Видете, сепак треба да имаат граѓаните најмалку што може да направат е да ги чуваат своите фискални сметки. Во моменталната положба на законската регулатива треба да ги чуваат треба да ги чуваат сите фискални. Знаете, никаде во светот тоа не е неопределен број на граѓани. Значи, никој не знае дали Маријана и јас во кој маркет пазаруваме, или вие. Ме разбирате? И сега, едниот маркет може да биде казнет на еден начин, другиот на друг, или едната осигурителна компанија на еден, другата на друг начин и со друга казна. Никој не знае јас од каде купив. Затоа викам, треба да се постават правилата понатаму да се натераат компаниите доброволно на база на барање на оној кој што на вистина бил оштетен, да му вратат. Кој што легитимно ќе докаже дека е оштетен, да му ги вратат парите, да нема интерес компанијата да го влечка него по судови. Да плаќа трошоци. За да плаќа трошоци. Точно. Разбирате, тоа треба да се смени во нашата регулатива. Да. Постојат такви примери во светот. Значи, само ние губиме време и пари за сметки за струја, за вода и така натаму, по судови одиме и по нотар, па сите ги преговараат, па после во судски постапки и така натаму. Надвор, тој што ќе го реши со одреден медијатор, не плаќа никакви трошоци и компанијата не е заинтересирана да го изгуби спорот за да му плати утре и судска такса за тужба, за одлука, за понатаму за вештачење и други трошоци, туку е заинтересирана со што помалку трошоци, кога ќе изгуби 2, 3, 5 такви спора не на суд, пак има други институции се тие, или по пат на медијација, тогаш самата ќе ги повика сите и ќе го реши тоа. Но пак ќе кажам, судот е скапа играчка. Ние мислиме дека судот ќе ги реши проблемите. Никаде во светот не одат луѓето толку на суд за минорни, да речам, за минорна надомесна на штета и за овие, да речам, комунални трошоци сметки за кои што не плаќаат.